настап на проектот е регионален. Тоа упатува на заклучок дека индивидуално ниво на усогласеност на државите од регионот визави аки комунитер е клучно за да пред се немаме меѓусебно нетарифни бариери, бидејќи различен степен на усогласеноста на секоја земја во однос на ЕУ, што значи дека ако е некој понапред во усогласување, то автоматски станува нетарифна бариера за оној што не е. И дека може би требало веќе на ниво на регионот да се размислува за некои приоритетни области во кои со иста динамика би требало да тргнеме во усогласување. Понатаму, исто ниво на усогласување овозможува да дојдеме и до регионален производ. Значи да имаме интеграција секторска која ќе даде заеднички производ. Во услови на криза тоа се многу битни моменти, бидејќи на тој начин стануваме конкурентни. Се намалуваат трошоци, се обединуваат природните ресурси, работна сила и така натака. И, што е многу важно, да се знае што е улога на комората во цел овој процес. Значи, сега во овој период кога сме на процесот на пристапување, наша улога е едукација, пред се информирање и едукација. Нашата колешка Билјана Пеева Ѓурич, заедно со колешката Емилија Тодоровска, беа тие експерти кои се обучени да прават препроверка на компаниите за ЕУ пазар, со нивна подготвеност, и сега Билјана ќе замолиме да направи една презентација за оно што тие нашле во истражувањето. Нивото на усогласеност генерално по сите овие области на ниво на регионот покажува дека Хрватска со 82% усогласеност предничи во однос на останатите земји, пошто следува Србија, Македонија, Црна Гора, Босна и на крајот Албанија. Значи, здравјето и безбедноста при работа се покажа како област во која што е потребно на тамошно унапредување. Од една страна, овде степенот на неусогласеност се чини дека се должи на финансиските импликации, затоа што менаџерите на компаниите утврдиле дека периодичните обуки кои се потребни за вработените во однос на правилата за безбедност се доста скапи, а од друга страна дел од менаџерите истакнаа дека е потребно да се променат ставовите на работната сила во однос на примената и задолжителното користење на заштитната опрема. Оној дел кој се однесуваше контролната листа за животна средина го фаќаше законодавството на Европската унија кое што е поврзано со управување со отпадот, биогорива, бучавата и енергетската ефикасност на објектите, односно зградите. Оваа контролна листа се покажа дека е најпроблематична и дека добиени се најпоразителни резултати. Значи, она на што треба да се осврне внимание е потребата од унапредување пред се во однос на загадувањето на водата и на воздухот, како и управувањето со отпадот. Асоциацијата на Европската унија дава и неколку препораки кои што смета дека треба да се земат во предвид на начин за да им се помогне на компаниите, односно да се развијат подобри комуникацијски стратегии и публицитет на законодавството на Европската унија и тоа на локално и на национално ниво. Потребно е да се изработат и постојано да се вршат консултации и наменски совети кои ќе бидат достапни до компаниите, размена на практични решенија за одредени области, овдека бидејќи најпроблематичните области произлегоа од Законот за здравје и безбедност при работа и животна средина, токму во овие области да биде насочена, значи, помошта, но и советите дадени, упатени од страна на институциите и стопанските комори, и тоа посебно во Србија и во Македонија, и поттикнување и размена на најдобрите практики меѓу Европската унија и компаниите од Балканот.